Покрената е постапка пред судот на честа на лекарската комора за времено одземање на лиценцата за работа на лекарот кој работел како анестезиолог во Тетовската болница, а на социјалната мрежа TikTok во живо снимаше и емитуваше видео во кое се гледа медицински персонал и пациенти на кои им се пружала помош на гинеколошкото оделение за киретажа. Конечната одлука ќе се знае идната недела. Лекарот ги нарушил правата и достоинството на пациентите и угледот и честа на лекарската професија, рече председателката на Лекарската комора на денешната пресконференција. Лекарската комора денес на првиот работен ден по великденските празници итно ги свика органите и телата на комората за да го разгледаат конкретниот случај. Согласно процедурите и правилниците, денес итно се одржа вонреден состанок на Комисијата за етички и правни прашања. По детална расправа и разгледување на случајот, Комисијата донесе едногласна одлука за покренување на постапка пред судот на честа на Лекарската комора. Обвинителот на судот на честа, по разгледувањето на пријавата, истата ја прифати и до судот на честа на Лекарска комора достави обвинение против доктор Валјон Дервиши, анестезиолог, кој веќе не е вработен, бил вработен во јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово, со предлог судот на честа да му изрече мерка за временно одземање на лиценца за работа. Согласно правните регулативи, обвинението во овој момент му се доставува на докторот кој се наоѓа во притвор. Лекарите својата професија треба да извршуваат совесно и одговорно. Секогаш на прво место треба да им биде сочувување на здравјето, со следење на етичките норми и почитување на човековото достоинство, приватноста и интегритетот на пациентите. Лекарот е обврзан да ја чува професионалната тајна, а во професионалниот и приватниот живот да ги негува личните квалитети, соодветни на местото и достоинството на лекарска професија и во општеството. Лекарот треба да е свесен дека за секој несоодветен, лекомислен, нечесен и понижувачки акт ги компрометира сите други колеги. За жал во овој случај, Етичката комисија констатираше дека колегата со своите постапки и однесување прекршил повеќе етички норми на кои го одбрзува Кодексот на медицинската деонтологија, поради што е поведено постапка пред судот на честа. Лекарската комора уште еднаш изразува најостра осуда за инцидентот и искрено жалење за состојбата во која се доведени пациентите. Јас ја користам приликата да во име на целата струка се извинам на тие пациентки кои биле снимени додека лежале безпомошно во болница, без да бидат прашани. Потенцираме дека по истек на минималните временски рокови предвидени во постапката, судот на честа ќе заседава за донесување на конечна одлука. Пред 2 дена основното јавно обвинителство Тетово поведе постапка против анестезиологот за кривични дела, несовесно работење во службата, како и неовластено снимање. Откако беше приведен, основниот суд во Тетово му одреди мерка притвор од 8 дена по предлог на јавниот обвинител. Анестезиологот беше отпуштен од работното место.